Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ово мое вклучување во живо е повод некои активности кои што посебно за Македонија од наредната недела ќе ги имаме со многу мои пријатели во Србија, а посебно ќе имаме и некои заеднички вклучувања во живо со тема Македонија со братот Ибра. Тоа значи дека светското откритие за Тројанската војна или за братоубиствената војна дека се одвивала на територија на денешен Белград, тоест Калемегдан и Авала, повеќе од сигурно е дека ќе воскресне, каде што не е случајно одредени структури во Србија се подготвуваат на туристички план. Ако го знаете, и населјето Белград на води се поистоветува со моето големо откритие, кое што е меѓу 6 мина во целиот свет за Тројанската војна. Да го слушнеме уште еднаш ова видео, затоа што после ова видео имам нешто многу битно да ви објаснам, а тоа е вистината која што ја поврзуваме со времето пред Тројанската војна, за поврзаноста со турците, од кои што денес потекнуваат албанците и власите, за настанувањето на Јонското и Јадранското море и за голем потоп кој што се случил после Тројанската војна, каде што и не случајно Одисеј се губи и после долги години се враќа на островот Итака според записите каде што го чекала Пенелопа, од кој што потекнува нивниот син Орест, а нешто што е карактеристично друго со Одисеј е и неговиот друг син, кој што го има со Амазонката на територија на денешна Италија, родоначалникот на градот Лацио или Латин, од кој што денес најблиско до нив потекнуваат мијатите. Да го слушнеме видеото кој што се одвива со познат новинар и за кој што сме во соработка во наредниот период и Владо Павлов да гостува во една од овие телевизиски куќи кај нашиот сосед Србија. Prvi, recimo za meni poznato, što je Dragan Jovanović. On je u svojoj knjizi još 2003. To je srpski Umar Tojko. Jeste, on je prvi postavio tu tezu da je Troja u Podunavlju. Od Fruške gore pa negdje do Bilgrada. On je zato prognan i sad živi negdje na Staroj planini. Ne sme da silazi Beograd, tako da možeš i ti očekivati da budeš prognan. Ali ja sam navikao na to. Ali jedan Makedonac, ili tako? Da, pa hajde da spomenemo još jednog našeg Srbina, znači Slobodan Ježivković iz Smedereva. On je između ostalog isto tako, još ranije nego Vlado, iznio tu tvrdnju da je sam Žrnov. To je Ava, slušao da bi se napravio spojen. Paralelno negdje sa tim mojim kretanjem u istraživanje sam pronašao onda taj podatak za Vladu Pavlova, makedonskog istraživača, koji je na osnovu istorijskih izvora pronašao taj deo priče o Aleksandru Makedonskom i njegovoj posjeti Troji i obnavljanju Singidunuma. Upravo ta ljubav i traženje tih dubinskih historijskih veza svoje loze ga je dovela do
Troje i obnavljanja, ali ne same Troje, nego upravo tog Sigejuma, koji je ključ u cijeloj priči o Troji. Upravo taj Sigejum je ta najistaknutija luka na obali tog trojanskog teritorijuma. Nakon nestanka Troje, prvi narod zabilježen na prostoru ušća Save u Dunav, ili tog prostora današnjeg Beograda, su Sigini. A trojanski grad na tom mjestu je Sigejum. Sve jasno. Како што гледате, доказите на Владо Павлов, со кој што имавме и се уште имаме соработка со Огрлица, околу Сингидеум и околу Троја. И самиот новинар кажува дека се е јасно дека ова откритие светско повеќе не може да се чува во стаклено звоно и од големо значење за Македонија. Зошто е од големо значење за Македонија? Затоа што македонци мои молчеливи 99,99999 бесконечно 9%, овој факт ќе потврди ново откритие, кое што е поврзано исто така со Владо Павлов, а тоа ново откритие е од каде кренале Агеменон и Миној. Од каде кренале спартанците, микенците. И дали овде имаме доказ за древна Микена поврзана со Битолско-Прилепскиот дел и Агријанија, тоа е со Орестида или Спарта, со денешно Осогово. Од каде што потекнува преубавата Елена, киднапирана од Парис, и доказите на ова територија на Македонија исто така поврзани со Дарданија. Овде имаме многу докази. Момент. Сега ќе продолжиме. Верувам дека ќе се вклучиме во дебати, затоа што имам одредени нови активности кои што треба да ви ги представам и истите тие се од големо и од суштинско значење за Македонија. Значи, областа која што е поврзана со Тројанската војна, веќе докажуваме дека тоа е Белиот град, каде што и не случајно го имаме ова име Белград, и престолнината на дарданците, нова престолнина, која што е настанала од југ и е била на Авала. Нешто што е поврзано со ова престолнина и гробот на незнаниот јунак наводно е поврзано и со Хетитиското царство, кое што е било на територија на денешна Турција и Персија. Секако, Авала и Белград се поврзани со Александар Македонски, така да прв
кој што ја возобновил Троја, или Сингидиум, или денешен Белград, за да направи бариера од инвазија на келтите преку Дунав, која што го имала истото значење за времето на Троја, е Александар Македонски. И не само тоа. Еден голем персиски цар, за кој што во друга прилика ќе споменеме, Кирк I, е поврзан со ова територија на денешен Балкан и оној кој што дозволил да се изгради за времето на Персија првиот Соломонов храм и кој што потекнува од територија на денешен Белград, за кој што после битката со Персија неговото тело и неговиот гроб, кој што е идентичен на гробот на незнајниот јунак на Авала, на заповед од Александар Македонски се враќа на територија на некогашна Троја во денешен Белград. Големите почести кои што ги имал Александар Македонски према Кирк I ги завршува со враќање на неговото тело и изградба на идентична гробница како во Персија, денес позната како гроб на незнаниот јунак на Авала. Ова откритие е единствено на целата земјина сфера во цел свет што Владо Павлов ви го доставува, а веќе сме во преговори да го прошириме надвор од Македонија. Откритие кое што е многу битно за Македонија, затоа што со ова откритие повеќе не може да се додржи лагата. Тоа значи дека треба Јолк или на старата престолнина на Дарданија, од кој што потекнува и Париз, да ја лоцираме околу денешно Скопје, најголемото пристаниште во тој временски период денешно Зелениково, Микена, област Прилепско, Спарта, денешно Осогово. Ете Владо Павлов, зашто му го трпнал 20 години, се бори Авала да ја поистоветиме со вистината од она лажна фалсификувана Троја, која што не ја представува Шлиман и погребалните ритуари кои што немаат никаква врска со тројанците. И сето оно што ни го презентира манипулаторот во археологијата Паско Кузман во Македонија, каде што е малку да ни представи златна маска, па дури и златни ракавици става направени на кнез Михајлова. Сите овие борбени единици во тој временски период, Прилеп, Битолско, Кочанско-Суговски одел, Стрмичко, Плачковечки одел, каде не случајно и многу години пред тоа помеѓу Ограждан и Беласица е водена и познатата битка која што е позната под 300 спартанци
за да не пробијат на територија во денешна Македонија, тогаш престолнина поврзана со Спарта, а и доказите кои што ги имаме за Леон, не поистоветуваат за неговиот прстен со печат, кој што е представен во лав, Леон, нели, и ни кажува во која ера се случувало сето тоа. Инаку, ова војна е била братоубиствена, затоа што Дардан е чичко на Пајон, кои што потекнуваат од братот на Дардан, Афтарија или Аватар, кој што својата територија не има на територија на денешна Босна. Затоа и овој дел на Македонија, па и Србија, имаме идентични изградени пирамиди како во Босна и доказ за некоја технологија за кој што во тој временски период немал потреба никога да прави договори со Емирати или со било кој, имале друг начин на производство на електрична енергија, немало потреба да се горат планини, долини и шуми за да имаме фотоволтаици. Еве како што гледате во Кочани се јавува Илија. И нормално дека има причина да се јави, а јас ви го најавив. И верујте ми, ова јавјение на Илија ќе продолжи во други градови низ Македонија, посебно на погребот на оној кој што сака да биде фараон. И уште еден доказ колку Рим, тоест денес Ватикан, сака да се поистоветува со древните цареви на Балканот, меѓу кои со Александар Македонски. Уште еднаш, откритието на Владо Павлов за Троја Авала не може никој постамто да го попречи, и другото откритие на Владо Павлов, кој што е поврзано со денешна Македонија и ќе одекне како атомска бомба пред фалсификатот кој што се прави денес на територија на денешна Грција, територија Пелопонез, каде што се населува идентично на лагата и фалсификатот со преселбата на словените, а таа преселба била после Тројанска војна. И мој доказ и аргумент, без да гледате на вашите политички лидери, каде што ви ставиле катанец на умот и пранги на носите, да бидете малку слободни со умот и да се запрашате од каде кренале Агеменон и Миној кон Троја, ако Пелопонез се населува после Тројанската војна. Грчкиот фалсификат или на данаиците ќе падне и видението дека цел свет ќе дојде на поклонение ќе се оствари, затоа што со новата ера
и времето кое што продолжува на јадењето на змијата на својата опашка ќе биде многу турбулентно, проследено со многу поплави, земјотреси, отварање на нови вулкани, ама и враќање на планини кои што некогаш биле одвоени. Каде што очекувам и доближување на Мари со Исарот. Ова никој не може да го попречи, како што никој не можеше да попречи смртта на фараонот денешен, кој што само што честита Пасха и почина, и тоа се сигнали од некој голем универзален ум, кој што, како што умеам да кажам, дека и не случајно 26 се поклопува со 40 дена од ангелите кочански, нели 16 до 16 април, 30 дена и уште 10, 26 април. Бог нека ни е на помош и повеќе не трпи Бог самопрогласени фараони, олигарси, светци кои што во улога на Бог и светец ќе се јават и ќе одлучат кој треба да биде мртов, кој треба да биде запален, кој треба да биде ставен на животина, а кој треба да живее. Нели? Донирајте €1.000.000, како што вели мајсторот на Пасха во Македонија, и вашиот греф јас по бзокче ќе ви го очистам. Секоја чест, ако така се чистат гревовите. Ама немој утре истите вија, кој што ве манипулираше промоторот на Пасха во Македонија, по бзоки битовски, да се преобрнете против него, затоа што гревовите не се чистат со милиони и милиарди евра. Кармата е нешто што не може пари да ја очисти. Зато и со овој папа завршува владението на кармата, тоест со неговата смрт завршува продолжувањето на кармата македонска. Погледнете колку папи помина од првиот апостол Петар, Јуде Искариотски, најголемиот издајник на нашиот македонски и светски цар на цареви, крал на кралеви Исус, Емануел, Цезарион, за кој што 3 пати го издавал, додека 3 пати пееле петлите, и сега промоцијата на петелот и обратниот крст е промоција на издајниците кои што на сметка на вистинскиот крст на Синот Божји, каде што крстот го символизира дуалитетот меѓу лавот и орелот, вертикалата и хоризонталата, земското и небесното, му го преземаа овие кои што завршуваат со овој папа. Зошто? Затоа што завршува ерата на рибата. А на нив не им е дадена ерата на водолија.
И новиот прстен ќе биде прстен со водолија на новиот папа кој што ќе започне од Македонија. Сребрениот чук најверојатно го скрши последниот прстен од ерата на рибата и прстен во вид на риба. Сакате верувајте, сакате ич не верувајте. Завршува владението на темните сили, на Антихрист, а тоа ќе го докаже за многу близко време Армагедон, каде што универзумот, прстенот нов за отпочнување со новата ера на водолија, ќе го даде на оне вистинскиот. Важно, прстенот со риба оде во историјата како ерата на риба, во една темна ера, ера на уништување на се што е поврзано со Бог, ера на уништување на се што е за добробит било, па и од тука и нивниот символ, обратниот крст, значи се што ни е дадено од Исус да биде обратно од Него, па од тука и наместо мир имаме Рим, ама заборавиле дека се има свој крај и свој почеток. Крајот на ерата на риба започнува, а тоа значи почеток на светлината и водолијата. Бидете припремани на новото што доаѓа, кое што ќе биде сега од неговата Божја десница, и затоа не случајно на 40 дена го упокојуваат само прогласениот фараон. Јас од овде ќе му кажам збогум на Дарданското, кое што е создадено во Рим, каде што протераниот Енес со дел од неговата тројанска војска преку подземните тунели на Калемегдан и Белград, Нови Сад, Војводина пребегува во Романија и од Романија се префрлува во денешна Италија, територија на денешен Рим, или поточно територија која што денес е позната источно од Рим, кај што е дворецот Гондолфо, од каде што започнува создавањето на Етурското царство или создавањето на Сал, албаните и дарданците. Каде што знаете или не знаете, првата територија на Енес му е дадена од албанците или са албањаните, територијално кои што живееле на територија на денешен Рим, или римските императори потекнуваат од крвта на протераниот Енес, од Пријам Тројанскиот крал и од албањаните кои што живееле денеска кај што е дворецот Гондолфо. Има една анекдота кај што вели во даден сигнал дарданците покрена им ги зедоа сопругите на салбањаните.
Тоа значи дека новото Римско царство е создадено од мажи дарданци и жени албанки. Не ги подценувате албанците, ниту власите, ниту латините. Сите тие се поврзани со Балканот од мажка страна. Така и со Одисеј, кој што има син Латин од Амазонката, каде што идентично со власти албанците се гетите и тоските, и неговиот полубрат Орес, кога се враќа Одисеј на островот Итака. Тоа е таа братоубиствена војна помеѓу латините и орестидите, тоа е денешните македонци. Ова братоубиствена војна ќе заврши затоа што не може една зета цивилизација да биде поголема од Сириуса, која што е основоположник и помагател на цивилизацијата на земјата, од кој што потекнуваме македонците после уништувањето на Венера. Дедоноe за мене и Атлантида и уништувањето на истата и македонци мои Венера. А додека земјата е доваѓањето со матичниот брод и ДНК на еден животински свет и пристигнувањето на Дедоноe на земјата. Затоа, ако сме успеале македонците да ја очистиме кармата, а сме успеале, не може никој тоа да го попречи. И од тука ги повикувам сите политички лидери малку да се ударат глава од зид од сабота 26 па понатака, затоа што Божјата десница нема да има толеранција пред никој. Милиони и милиарди евра не може да ја купат Божјата десница. Преносечете енергијата кон Бог и верувате во Бог. Сите оние кои што не верувате и верувате дека ќе направите ново кочани, ни секунда не сакам да живеам во вашиот живот. Да живее Армагедон!